Почитувани колеги пратеници, господине министар за финансии, наистина специфична е состојбата со овој ребаланс на буџетот, кој што е втор во ова 2016 година и се работи за наменување на парични средства кои што треба да послужат за обештетување на граѓаните чии што домови и имоти беа уништени или оштетени од поплавите на 6 август кои што го зафатија Скопскиот и Тетовскиот регион. Вие, господине министер, образложивте дека за тоа на владата и е потребно зголемување на ставката постојани резерви негде за околу 36 милиони евра и при тоа рековте дека дел од парите се обезбедуваат со известни кратења, а дел се обезбедуваат со зголемување на дефицитот кој што од 3,6% се зголемува на 4%. И ние како партија, како опозиција се сложуваме со тоа да бидат целосно обештетени граѓаните. Меѓутоа, господине министер, колеги пратеници, имаме различно видување за тоа од каде треба да се обезбедат овие парични средства кои треба да послужат за обештетување на граѓаните. Само за илустрација, колеги пратеници, за да се обезбедат овие 36 милиони евра, без да се зголеми дефицитот во буџетот, владата ќе требаше да се откаже само од 1,2% од вкупните расходи во буџетот. За толку, господине министер, требаше да ги намалите трошењата на владата, на министерствата, на агенциите, за да не правите нови долгови и да не го зголемувате буџетскиот дефицит. Зошто тоа го немате направено, навистина мене лично не ми е јасно. 1,2%. Да скратевте од стоки и услуги, купување на мебел, купување на возила, купување на опрема и машини. Мислам дека кога се случува една ваква состојба, прв кој што треба да покаже солидарност се државните институции и да се ослободат од својот комодитет и планирано трошење на непродуктивни трошоци, како би можеле да се обезбедат пари за обештетување на поплавените од Скопје и Тетово. Овака, колеги пратеници, господин министер, знаете како испаѓа ситуација? Вие ги обештетувате овие граѓани со тоа што ќе ги задолжите. Значи, им давате пари кои што утре заедно со другите граѓани на Република Македонија треба да ги враќаат како кредит на оваа држава. И затоа мислам дека е погрешна политиката и начинот на кој што се решили, на кој што сте се решиле да направите ребаланс на самиот буџет. Ние, како опозиција, господине министер, имаме предложено 11 амандмани. И со овие амандмани предлагаме во одредени ставки да се скратат вкупно 27 милиони евра со цел да се намали буџетскиот дефицит, а во исто време да се обезбедат пари за обештетување на граѓаните погодени од поплавите. Можевме да обезбедиме и целата сума. Меѓутоа, не сакавме онде да се доведеме во ситуација да не обвинувате дека сме поднеле многу амандмани и дека интенцијата ни била да го почиме процесот на ребаланс како би можело да
почне исплатата на оштетените од поплавените подрачја, иако таа нема да биде точно, бидејќи седмицата на која што овој ребаланс ќе помине во собранието е закажана за 19 септември и со сите процедури негде после 20 граѓаните, ако е владата спремна и комисијата за проценка на штетите си е завршила работата, ќе може да очекува да ги добијат овие парични средства. Значи, господине министер, имаме предлог со кој што јасно ви покажуваме дека има пари во буџетот на Република Македонија со кој што може да се скрата трошењата на владата, а се со цел да не се зимаат нови кредити или да не ја трошите еврообврзницата од 450 милиони евра која што ја земавте и сега со овој ребаланс целата буквално ја потрошувате, земајќи од депозитите 209 милиони евра. Значи, еве само неколку примери заради јавноста од каде предлагаме да се скрати, се со цел да не зимаме нови кредити и да не го продлабочуваме буџетскиот дефицит. Значи, предлагаме од службата за општи и заеднички работи од ставката реконструкција и изградба на административни згради на државни органи да се земат 10 милиони евра. Колеги пратеници, јасно сметаме дека изградбата на барокни згради или реконструкција на зградите на државните органи во барок и редење на статуи по истите не е приоритет пред обештетувањето на овие граѓани од поплавите. И владата тука требаше да покаже јасна намера да прво скрати кај овие непродуктивни трошоци или у ситуација ако се правда дека ќе се ангажира градежната оператива сигурно е подобро да се ангажира во Стајковци, во Трешево и во другите погодени места да ги поправа домовите на граѓаните, отколку да става стиропор и да прави лажен барок на владените државни згради. Понатака, господине министер, предлагаме да се скратат пари и од владата на Република Македонија од ставката економска промоција. Тука предлагаме да се скратат 5 милиони евра. Може веројатно да преживее оваа држава, а уште повише владата на Република Македонија, ако се откаже од 5 милиони евра за реклами. Веќе граѓаните се презаситени од овие рекламни кампањи, кои што во суштина не придонесуваат за подигање на јавната свест како што сака да прикаже владата, туку едноставно за подкупување или држање во заложниство на дел од медиумите во Република Македонија. Значи 5 милиони евра, господине министер, имате кај економска промоција. Зошто не ја скратите оваа ставка? Дали затоа што доаѓаат избори? Дали затоа што треба да се плаќаат нови кампањи? Навистина не ми е јасно зошто оваа ставка не ја кратите. Понатака и друга ставка од која што ви предлагаме да скратите пари е Агенцијата за странски инвестиции од ставката економски маркетинг, каде што предлагаме да се скратат 80 милиони денари или 1,3 милиони евра. Тоа, господин министер, ако го направите, ќе покажете искрена човечка грижа за и парите на сите граѓани на Република Македонија, меѓутоа и за грижа за поплавените во настраданите подрачја во Скопје и во Тетово. Сакам да можам да ги читам и другите ставки каде што предлагаме кратење, меѓутоа времето нема да ми дозволи да ги завршам сите ставки од кои што предлагаме, само уште неколку. Од Министерството за транспорт и врски предлагаме да се скратат парите наменети за плажи
бидејќи на луѓето не им е до сончење, веројатно им е да се обезбедат средства за обезбедување на домовите за живење, да се скратат средствата од жичарата и од управна и од зградата на Министерството за транспорт и врски. Значи, колеги пратеници, има пари во постојниот буџет, без да се зголеми дефицитот, без да взимаме нови кредити и да задолжуваме Република Македонија да се обештетат граѓаните од штетени од поплавите. Тоа е нашата цел и тоа ќе сакаме да се обидеме во оваа дебата да го покажеме. Јас се надевам дека ќе има расположение и политичко и парламентарно во ова собрание да овие амандмани се изгласаат. Нема да се наштети на функционирањето на нито едно министерство, на нито една институција, меѓутоа ќе спасиме 36 милиони евра нови долгови на оваа држава. А и тие пари некоја идна влада ќе може да ги употреби веројатно за по-рационални и по-паметни работи, отколку да ги троши за згради во барок или за економска промоција и реклами. Понатака, господине министер, се поставува исто така прашањето кое што многу се вртеше во оваа јавност. Зошто не се откажа владата од изградбата на рајскиот парк во аеродром вреден 15 милиони евра? Овие пари, сакале да признаете или не, ги троши државна компанија Елем. Струја плаќаат сите граѓани на Република Македонија. И тој Елем, наместо да инвестира во енергетски објекти, или наместо овие пари, пошто ги има како вишок 15 милиони евра, да ги пренамените за обештетување на поплавените, вие не се откажувате од овој проект. Дали е битно во аеродром да има мајмуни, елени, срни, пауни, верверици, зајаци, фазани, вештачко езеро со мостови, бродска куќа со ресторан, остров за изнајмување, водени павилјони, пристаниште за педалини, воденица, фонтани, скулптури, чешми, плоштад на изгресонцето. Тоа ли е битно кога 5000 семејства немаат каде да презимат еве во периодот кој што доаѓа и чии што домови се оштетени? Како ги определувате приоритетите? Како определувате што е поважно? Или сакате Елем, кој што сите го финансираме, парите да ги потроши нерационално на еден ваков проект? И господине министер за финансии, најважната работа, од која што никако не ќе да се откажете, панорамското тркало. 18 милиони евра. Зашто толку се инсистира на овој проект? Зошто? Кога го финансира владата преку јавното сообраќајно предпријатие од наши пари од буџетот. Дотаму ли дојде работава да правите вртелешки во Вардар? Врви веќе насадивте, се уште вртелешки. Отидете у Стајковци, Црешовин се врти на луѓето во паметот, не знаат кај да фанат и како да се снајдат од поплавите. Вие 18 милиони евра сакате да ги потрошите за панорамско тркало. Еве, колеги, дајте објаснете ми зошто овие пари не се пренаменат. Претходно покажавме во буџетот дека има пари да се скратат, а дополнително само постав на овие два проекти кои чинат 33 милиони евра ќе се обезбеди целата сума за обештетување на граѓаните од поплавите. И сега велиме сите сме солидарни, сите сакаме да се обештетат граѓаните, ама вие како парламентарно мнозинство за жал не покажувате волја тоа да го направите со рационализација и со штедење на самите себе.
Туку таа сакате да го направите со задолжување на идните генерации, со нови кредити, со нов дефицит. Господине министер, свесни се дека Република Македонија во лимитот, во поглед на задолжувањето веќе го достигна. Свесни сте дека кредитните агенции го намалуваат рейтингот на Република Македонија. Од БВ минус на БВ. Наредното задолжување ќе не чини повеќе камата. Наредното задолжување ќе чини повеќе пари за граѓаните. Зошто одите да взимате кредити кога имате пари во буџетот? Кој е рационалното објаснување за едно вакво однесување? Освен дека идат избори. И дека парите во буџетот треба да останат и за изборите, кои што владата не смее да ги чепка или парламентарното мнозинство да ги скрати, бидејќи кампањите, рекламите, зградите треба да се градат, а со рекламите да се купува медиумскиот простор за време на избори. И на крајот, иако господине министер за финансии не е во ваша надлежност, овој ребаланс на буџетот може ќе ги поправи штетите од поплавите на граѓаните. Меѓутоа, кој ќе го поправи хаосот и нефункционирањето на институциите кои што се покажа кога за жал се случи оваа трагедија на 6 август. Кој ќе го поправи однесувањето и каснењето во интервенцијата на државните органи? Јас лично мислам дека бројот на загинати ќе беше значително помал, можеби и ќе немаше, доколку институциите навреме реагира и си ги преземеа своите должности. Ако Дирекцијата за заштита и спасување ја следеше временската прогноза од Управата за хидрометеоролошки работи, ако полицијата навреме ја затвореше обиколницата, имајќи во предвид дека доаѓа вода. И најмногу од се, господине министер, колеги пратеници, ова немаше да се случи ако Македонија ги почитуваше документите кои што сама ги донела и ова собрание ги усвоило. Националната стратегија за управување со кризи, плановите за заштита и спасување на општините, на државата, сета тоа не е операционализирано. Се доведовме во ситуација да ни се случи една елементарна непогода, да немаме основни работи, пумпи за вода, чизми и друг материјал кој што е неопходен да пристапите на теренот и да им помогнете на граѓаните. Кој тоа ќе го исправи и кој ќе ја понесе одговорност? Господине министер, поднесовме и закон за измена и дополнување на законот за извршување на буџетот за 2016 година. Во него бараме вие, како Министерство за финансии, на неделна основа да го објавувате списокот на сите граѓани чии што домови била извршена проценка на штетата и чија што штета била исплатена. Име, презиме, адреса и сума на оштета која што им е исплатена. Ова го правиме со цел да спречиме било каква злоупотреба на помошта која што би им се дала на овие домаќинства. Ние деновиве сме сведоци дека имаме информации од терен дека и авансната штета која што требаше да се исплати на секое домаќинство по 500 евра се уште не е исплатена. Иако поминува денеска една недела од првичниот рок што си го даде владата дека сите ќе бидат обештетени со 500 евра. Денеска поминува една недела. И се уште не се исплатени, некои ги нема ни на список. Сакаме да спречиме и за другите штети, бидејќи најавите дека 100% ќе биде обештетувањето, што е добро, ние сакаме да следиме дали навистина ќе се случи тоа. И јас се надевам исто така, колеги, кога ќе дојде тој закон на расправа во ова собрание, дека ќе го поддржите. Дека ќе обезбедиме транспарентност во доделувањето на помошта и обештетувањето на граѓаните од Скопскиот и Тетовскиот регион.
Само така ќе ги спречиме сите можни злоупотреби, сите можни условувања за да се добие помош ако постојат и едноставно ќе покажеме дека Македонија, барем кога се однесува за жал после настанувањето на една криза, може правилно да постапи и без никакви политики и некои скриени намери граѓаните да ги обештети. Благодарам.